4-месечното неработење на добиточниот пазар во Облешево поради болеста јазеста кожа предизвика значајни поместување во понудата и побарувачката на добитокот и на купопродажните цени. Денеска облешевци бележат рекордна посетеност, од која се очекува изголемен промет. Најмногу се продаваа говеда и телиња, што е очекувано со оглед на фактот дека забраната беше воведена токму поради нив. Наша екипа денеска беше на пазарот во Облешево, од каде ви пренесуваме раздвиженоста и пазарната атмосфера. Првиот септемвриски пазар донесе голем број на добиток на добиточниот или на сточниот пазар во Облешево. Тоа е знак дека паузата од околу 4 месеци поради забраната од болеста јадлеста кожа сега доаѓа до израз со тоа што голем број на сточари сакаат да го продадат својот добиток со цел да обезбедат средства за храна за престојната есен и зима кои доаѓаат. Денеска има и голем број на сточари кои нудат добиток, меѓутоа и голем број на трговци кои веќе пружаат рака, склучуваат договори за купопродажба на навистина квалитетен добиток и ситен и крупен. Одгледувачите на говеда велат дека не се задоволни од цените на пазарот, бидејќи зголемената понуда предизвика нивно драстично намалување. Иако сопственикот на расен бик бара 100 денари за килограм жива мера, трговците нудат по 70 до 80 денари за кило. Па ефтино трговците даваат по 70-60 денара. Си поиграваат со народот. Испод 100 денара не го давам доле. Цената е никаква, на нула цената. Што? Само се мачми тоа, крај немаме, ни за леп не може да заработиме. Еден локален домаќин тргнал на пазар за да си купи коза, бидејќи сега се најефтини, а има намера да ја чува заради јарење и млеко. Козите на пазару зависи кој како си тражи цена, а иначе сега се малку поевтини прибидејќи, а ќе завршува со млекото и завршува. Они тражат цена, али луѓето како луѓе кои купат до 3000, 2500. Во пресред на муслиманскиот празник Курбан Бајрам, пазарот го посетија и голем број роми и други граѓани од муслиманска вероисповед, кои сакаа да ја продолжат традицијата да заколат јагне, овце или коза и да го споделат месото со роднините, пријателите и соседите.